Dobar ден, драги гледачи! Ова е втор дел од предавањето Дома си е дома, во кој објаснувам што значи да имаме вечна перспектива. Еден од моите омилени автори кој пишува многу за вечната перспектива е Ренди Алкорн. Во една од неговите книги ја опишал или разоткрил позадината на Алфред Нобел, познатиот хемичар и филантроп. Алфред Нобел, на денот кога брат му Лудвиг починал, си го прочитал во весник описот на својот живот. Новинарот ги помешал браќата, мислејќи дека починатиот е Алфред Нобел. И по грешка го опишал неговиот живот, пишувајќи со големи букви на насловната страна: Трговецот на смрт е мртов. До тој момент Нобел не бил филантроп, туку хемичар кој заработувал многу пари, откако пронаѓајќи го динамитот, почнал да го произведува и продава. Но читајќи го застражувачкиот опис на неговиот живот, бил премногу потресен и тоа довело до огромна пресвртница во неговиот живот. 9 години по таа пресвртница Нобел починал. За 9 години тој донирал $9 милиони за награди на луѓе чии труд и делување придонеле за различни добра на човештвото. Има една позната личност од Македонија која добила Нобеловата награда за мир и таа се вика Мајка Тереза. Значи, 9 години пред да умре, Алфред Нобел поминал една благословена криза, преку која неговата перспектива сосема се сменила. Кога го сменил гледиштето на својот живот, тој добил долгорочна перспектива за себе си. Ние кои лично го познаваме Господ Исус Христос, по дефолт треба да имаме долгорочна, односно вечна перспектива. Што значи дека се гледаме себе си како битија кои ќе живеат вечно. Но, како што кажа во првиот дел на Дома си е дома, повеќето не размислуваат така. Во тоа предавање зборувавме за албумот или книгата на нашиот живот и заклучивме дека овој земен свет е како предговор. Предговор. Сега сакам повеќе да говорам за тој предговор и како влијае вечната перспектива врз содржината на предговорот, односно врз сегашниот или земниот живот. Но се разбира дека пред се треба да бидеме фокусирани на Божиот вечен збор. Во Исаја 40 стих 8 пророкот напишал: Тревата се суши, цветот овенува, но словото на нашиот Бог останува до века. Секој момент што го минуваме со Божиот вечен збор ќе има резултат, делувајќи врз нашата вечна душа. Слушнете повторно во Исаја, во 55:1, кога самиот Господ вели вака: Моето слово што излегува од устата моја не се враќа кон мене празно, туку го исполнува она што ми е угодно и го прави она за што сум го испратил јас. Значи, неговиот збор, односно Библијата, секогаш раѓа плод и колку повеќе време минуваме со зборот негов, толку повеќе тој ќе делува врз мојата и твојата вечна душа. Исто така, кога мислам повеќе за вечните работи, ќе се грижам повеќе за подготвувањето на ученици, следбеници на Исус, кои заедно со нас ќе уживаат во вечниот дом. Кога Исус ги остави учениците, им даде голема заповед, што важи и за нас. Денес и се уште не е исполнета.
Одете и научете ги сите народи, крштавајки ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, учејки ги да пазат се што сум заповедал. И ете, јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. Неколку месеци од како стигнав во Македонија, во 95-та, се запознав со едно 19 годишно момче по име Перо, кој само малку време пред тоа тој го прифатил Христос. Некој ми предложи да правам учеништво со него и тоа беше меѓу најдобрите одлуки што ги донесов во моите 25 години служба во Македонија. Во првите години се гледавме со Перо секоја недела, се молевме заедно, го учевме Словото, заедно учевме стихови на памет и станавме вистински браќа во Христос. Имаше и други ментори, ама ние си останавме партнери, молитвени партнери со години. Низ годините тој беше многу верен служител во неговата црква. Чистеше, водеше часови со млади, плаќаше сметки, па почна дури да проповеда. Да скратам, после долго верно служење на Господ, го назначивме за пастор на Слово на надеж црква во Ново Лисиче. Тој веќе скоро 15 години му служи на Христос. Впрочем, треба да споменам дека се молевме заедно со Перо 18 години за невеста. И Господ во прав момент се погрижи за сопругата Васе. Јас сум прекумерно благодарен на Господ, бидејќи Перо е на предговорот на книгата на мојот живот. Јас очекувам да ја поминам вечноста со него. Ке трчаме заедно. Тој е маратонец, кој и мене ме зарази да станам маратонец. Ке славиме заедно. Ке уживаме заедно во небесниот дом. Слава му на Господ. Дали има на твојот предговор имиња на други Христови ученици кои го запознале Христос преку тебе или си бил дел од нивното духовно патешествие? Дали се молиш и работиш на случајот? Покрај тоа, ќе се осмелам да прашам, дали си отворен, спремен, Господ тебе да те однесе далеку од овој привремен дом, да го проповедаш Евангелието кај народ кој се уште го нема запознаено Христос. Колку убаво би било вашата заедница да испрати свој човек во друга земја и друг народ со цел да бидат придобиени за вечно да го слават Исус заедно со нас. Добро. Првите работи што ги споменав се поочекувани, односно работите што би требало да бидат на нашиот предговор. Поминување време во Божиот вечен збор и подготвување ученици. Сега сакам да споменам уште неколку работи што се на значителен начин поврзани со вечноста. Првата работа се парите. Во Исусовата позната проповед на гората, во Матеј 6, 19 до 21, Исус рекол: не собирајте си богатства на земјата, каде што молецот и рѓата ги уништуваат, и каде што крадци подкопуваат и крадат. Туку собирајте си богатства во небото, каде што ни молец, ниту рѓа ги уништува, и каде што крадци не подкопуваат и крадат. Зашто каде е твоето царство, богатство, таму ќе биде и твоето срце. Некој од вас сигурно памтите кога ги претворивте вашите марки во евра. Имаше период од неколку месеци со конкретен рок, кога можеше марките да се сменат во евра. Инаку после рокот марките под душек ништо не вредија. Истиот принцип се гледа во Исусовите зборови од Матеј. Откако ќе помине рокот на нашиот живот, нашите пари нема да вредат.
но додека сме живи, можеме да ги смениме во небесни богатства. Исус рекол, собирајте си богатства во небото. Пак со зборовите на Ренди Алкорн и илустрацијата беше од негова идеја исто. Не можеме да ги носиме парите со нас, но можеме да ги испратиме пред нас. Секоја финансиска инвестиција во Божјото царство или секој доброволен прилог или секоја помош кон сиромавите и така натаму, ќе го зголеми нашето небесно богатство. Добро. Не знаеме што значи тоа и какви богатства се конкретно. Но самиот Исус ни наредил да собереме богатства на небото и ние му веруваме дека нашите земни финансиски жртви ќе се претворат во небесни богатства. Исто така, Исус знаел дека дарежливоста ќе ни го чува срцето од многу зла. И кога рекол, каде е твоето богатство, таму ќе биде и твоето срце, јасно ни кажа дека срцето ги следи парите. Кога давам за Господ и небесното царство, моето срце ќе оди со пари кон Христос. Дарежливоста има само придобивки. Ем срцето е понастроено за Исус, ем собираме вечно богатство. И да бидеме реални, далеку во иднината, после 1,000,000 години, нема да се каеме велики, леле, зошто им помагав на сиромавите. Или зошто ги дадов тие пари на црквата или пасторот и така натаму. Едноставно кажено, вечната перспектива има големо влијание врз менаџирање на нашите пари. Следната работа што се наоѓа на нашиот предговор не е нешто што го бираме ние, туку тежок дел од сечи живот, каде што вечната перспектива ни помага многу. Станува збор за тешкотиите, маките, искушенијата. Во 2 Коринќаните 4:17 и 18 Павле пишува многу јак текст и благословено ветување во врска со неволјите. Вака пишува: зашто нашата сегашна лесна неволја ни донесува прекумерно и неизмерно вечно изобилство на слава. Зашто ние не мислиме на она што е видливо, туку на она што е невидливо. Зашто видливите работи се поминливи, а невидливите се вечни. Сегашната неволја ни донесува прекумерно и неизмерно вечно изобилство на слава. Што значи тоа? Значи, ако си Божо чедо, односно ако си решил да го прифатиш Христос за свој спасител и да го следиш Него, кога ти ќе се справиш со било каква мака, Господ гледа и ја предворува во небесно изобилство на слава, или едноставно речено, небесна награда. Одново, не сме сигурни што значи или за каква слава станува збор, но сепак го сметаме за сериозно ветување од Исус Христос. Браќа и сестри, сакам да потенцирам дека Господ гледа. Ги гледа сите твои денешни болки. Ја гледа девојката со скршено срце. Ја гледа мајката, чие дете има говор на мана и постојано е предмет на исмеување. Го гледа таткото, кој останал без работа и не знае како да обезбеди средства за потребите на фамилијата. Ја гледа жената која се бори со канцер. Впрочем, сакам тука да кажам дека заедно со вас многу се молам за Анет. Господ да ја исцели. Гале и Анет и Жизел стоиме со вас во вашата борба. Браќа и сестри, Небесниот Татко ги гледа нашите солзи, дури ги чува во посебен сад. Псалмистот Давид во Псалм 56:9, молејки се, напишал вака: Ти ги изброј дните на моите скитања, ги собра моите солзи во твојот сад. Замисли, секоја твоја скапоцена солза,
Gospod ја чува. Господ гледа кога страдаш на било каков начин. Не само што тој е присутен да те утеши и не само што тој ќе ти го зацврсти карактерот, но тој ти спрема и ти чува награда на небото за твоето страдање. Кога вечноста ќе ни стане поголема реалност во нашиот сегашен живот, ќе сватиме дека можно е да издржиме повеќе тешкоти. Првата македонска поговорка што ја научив беше: секоја планина си има своја тежина. Сакам да ја комбинирам поговорката со друга што ја научив исто така во раните години на нашиот живот во Македонија. Тоа беше: така растат децата. Например, кога дете ќе падне и ќе го изгребе лактот, ќе почне да плаче. Тогаш таткото обавезно ќе каже: така растат децата. Но за детето изгребаниот лакт е огромна планина. Ние како повозрастните знаеме дека има многу поголеми проблеми пред тоа дете. И ние кога со вечна перспектива ќе размислиме за иднината, ајде после 10.000 години, сите наши земни маки тогаш ќе делуваат како изгребан лакт во детството. Перспективата многу значи, ама да не ме разберете погрешно. Не велам дека сега не болат нашите рани. Болат и тоа како. Ама брате, сестро, Господ гледа и денес те чека со расширени раце да дојдеш кај Него преку молитва и да му го отвориш срцето, раскажувајќи ги сите маки, знаејќи дека таткото се грижи за тебе. И Исус самиот ги чувствуваше на своја кожа твоите болки. Во 1 Петрово 5.7 апостол Петар напишал: и секоја своја грижа фрлете ја на Него, зашто Тој се грижи за вас. И во Евреите 4.15 и 16 авторот напишал за Исус вака: зашто немаме првосвештеник кој не може да сочувствува со нашите слабости, туку кој бил искушуван во се како нас, освен гревот. И така да пристапуваме смело кон престолот на благодата, за да примиме милост и да најдеме благодат за помош во време на потреба. Прекрасни зборови. Значи, во врска со земните страдања, знаеме дека Господ гледа и утешува, но исто така знаеме дека се напишани на предговорот на наша животна сторија и Господ ќе не благослови за цела вечност заради нив на некаков начин. А сега сакам да се фокусирам на нешто што врши можеби најмногу влијание врз вечноста. Молитвата. Во Јаков 5.16 читаме дека делотворната молитва на праведникот има голема сила. Брате и сестро, додека сум жив на оваа планета, јас преку молитва имам можност со Божја сила да менувам многу работи, да го поканам Бог и да ја повикам Неговата сила да влијае врз мојот живот и животите на блиските и врз тие што сакам да ги придобијам. Сакам да те поттикнам во светло на вечноста, каде и да е твојот молитвен живот, да направиш барем мал апгрейд. Предпоставувам дека како мене од време на време се бориш со цинизмот во врска со молитвата. Се прашуваш: дали на вистина влијае како што Исус ветува, барај и ќе ти се даде? Или се прашуваш: ако Господ е суверен, зашто да се молам? Или кога ќе доживееш одговор на некоја молитва, понекогаш ќе помислиш: можеби ова ќе се случеше и без молитва. Но, брате и сестро, Бог сепак е верен и од збор. И кога ние бараме помош по Негова воја со чисто срце, ќе има резултат. Иако секој пат не ги добиваме резултатите што ги посакуваме, знаеме дека Бог е верен. Јас користам молитвени картички, каде што ги пишувам потребите што редовно ги барам од мојот небесен татко.
Na sekoja napишена молитва, kada sam dobil odgovor, ima smajli, odnosno nasmevka. Ima mnogo takvi nasmevki na kartičkite. Kada što sam pobaral za nekoja potreba ili za moja karakterna osobina ili za nekoj blizok što je potrebna da se podobri i tako natamo. A kada što nema se ušte nasmevka, продолжувам да се молам, знаејќи дека Господ ќе ми ја услиши молитвата. Или ќе каже не на молитвата, бидејќи не е по неговата совршена волја. Пред некое време, јас и Лина решивме да имаме посебна просторија кај нас дома, посветена на молитвата. Бидејќи сите наши деца се надвор од Македонија, имаме на располагање празни соби. Секој ден поминуваме благословено време таму, знаејќи дека Господ преку молитвите влијае врз вечниот живот на многу луѓе. А сега сакам да си замислиме дека постои друга соба, ама таа е на небото. Наместо соба за молитва, собата ќе се вика соба за услишани молитви и ќе биде место каде ќе можеме да видиме точно како Господ ги одговорил нашите молитви. Сите наши молитви. Дури тие молитви што не беа одговорени по наша желба. Јас често би одел таму. Само да нагласам дека ова е чиста моја замисла, не е од Библијата. Сепак се замислувам себе си стоејќи во огромната соба, фактички е сала, не соба, и стојам пред еден голем екран, куцам некоја измолена молитва, например една молитва за некоја карактерна особина на детето. И одма, наместо на YouTube, се вклучувам на Неботуб. И ги гледам клипче врз клипче за тоа како Господ работел и што направил со таа молитва. Сигурен сум дека потоа ќе паднам на колена, славејќи го Исус, мојот Господ. А сега во 2020, кога би можел во овој момент да се телепортираме до небото и да влеземе во таа сала и да го гледаме тој екран, мислам дека би се вратиле со зголемена желба, со многу по-зголемена желба да се молиме. Би се каеле за многуте денови или ситуации каде не се молевме како што треба. Марк Батерсон во книгата Circle Maker напишал вака: не знаеме зошто Бог го прави тоа што го прави, но знаеме дека 100% од молитвите што не се измолени нема да бидат одговорени. Браќа и сестри, целта ми е само да ве поттикнам да се молите повеќе, бидејќи молитвата заедно со Божиот вечен збор е најефективниот алат при извршување влијание врз вечноста. Како што веќе прочитав од Јаков 5:16, делотворната молитва на праведникот има голема сила. Јас последно време ги вклучувам стиховите од Словото во моите молитви, додавајќи уште поголема сила. Се молам од Божиот збор према него и знам дека нема да се врати празно. На Алфред Нобел му се даде втора шанса да направи нешто позначително со неговиот живот. Денес Господ ти дава и на тебе нова можност да го разбистриш гледиштето, да гледаш далеко во иднината, за да замислиш како ќе биде твојот иден живот. Сето тоа со цел да те потсети дека денес, живејќи во предговорот, имаш можност да влијаеш врз таа иднина. Нека Господ ни даде мудрост да го примениме ова за Негова слава. Амин.